Карате Федерацијата на Македонија ги прогласи неуспешните клубови тренери надпреварувачи за 2025 година. Штип може да биде горд бидејќи карате клубот Штип собра многу одличија со што се потврди успешната работа и големите резултати кои беа постигнати изминатата година. За најуспешни тренери во младинска конкуренција од страна на Карате Федерацијата на Македонија беа прогласени браќата Сашко и Жарко Арсовски, а карате клубот Штип беше прогласен за најуспешен за 2025 година во младинска конкуренција. Тренерот Жарко Арсовски во изјава за М-нет телевизија направи сублимат за 2025 година. Тоа е доказ дека оваа смена на генерација доаѓа после Емил Павлов, доаѓа доста успешна, веќе во кадетска јуниорска конкуренција и во помлади синьори правиме одлични резултати како на домашна сцена, така и на меѓународна. Душица Бреслиева најдобра кадетка. Љупче Михајлов најдобар помлад синьор. Марко Џорлев и Джем Пашов второ и трето место кадети. Драгана Ефтимовска најдобра јуниорка. Ние неуспешни тренери во младинска конкуренција и карате клуб Штип неуспешен младински клуб. Тоа е се разбира голема радост за мене и за мојот брат Сашко и тоа ни е како еден доказ дека сме на вистинскиот пат, дека овие млади деца со оваа напорна, морам да кажам, работа, одат по вистинскиот пат и за неколку години се надевам дека ќе очекуваме и сениорски резултати од овие дечки. Во машка конкуренција кумити, второто место му припадна на Марко Џорлев, а пак третото место на Джем Пашов, 20-та од карате клубот Штип, а пак и кадетите во женска конкуренција кумите, најуспешна беше Душица Бреслиева од карате клубот Штип. Во конкуренција најуспешни сениори до 21 година, во машка конкуренција кумите беше прогласен Љупче Михајлов од карате клубот Штип. Во конкуренција најуспешни јуниори женска конкуренција кумите, прво место освои Драгана Ефтимовска од карате клубот Штип. Веќе одреден фокусот за 2026 година, односно кон што ќе се насочува клубот од градот Потисарот. Нормално има европско и светско првенство за кадети и јуниори, европско првенство за сениори. Во месец јуни имаме светско универзитетско првенство, каде што во репрезентацијата на Македонија е веќе повикан Љупче Михајлов, кој што ќе се одржи во Бразил. Балканските првенства за сите категории во каратето за сега тоа е како главна цел. Нормално ќе има припреми и меѓународни турнири тука низ Балканот како проверки на онаа форма во која што се наоѓаат самите надпреварувачи и се надеваме да нема повреди, да има одлични резултати и до година здрави да се видиме пак тука да прославиме за нашите резултати за 26-та. Ова е уште едно големо признание за карате клубот од Штип, за одличните резултати и успесите кои клубот од градот Потисар ги постигна во изминатата 2025 година, а тоа ќе биде мотив повеќе во иднина да има уште поголеми успеси и остварување на целите кои ќе се поставени пред клубот за 2026 година.